Ти благодарам, Филип Ачковски, што ја прифати поканата за да бидеш дел од магазин, да разговараме за твоето дело, каде што се собрани многу совети за здрав начин на живот, а ја издаде во ек на пандемија. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Секогаш е задоволство да се разговара на тема унапредување на здравието, во случајов здравствени совети. И се надевам дека сите ќе извлечат нешто за себе, кое што ќе им помогне да ги променат своите животни навики пред се, меѓутоа и да соодветно се постават во ситуации кога ќе препознаат еден здравствен проблем, да знаат како да реагираат и нормално да научат како да ги превенираат овие проблеми. Така, во ек на пандемија се одлучи да напишеш книга каде што се вистина детално опишани многу здравствени совети кои што ќе помогнат доколку некој ја прочита. Ајде, каква ти беше мотивацијата и зошто токму во овој период од година? Книгата 50 еднакво на 100 или 50 здравствени совети за првите 100 години од животот е еден плод на долгогодишна работа на проектот Топ Едукатор, еден проект кој што опфаќа унапредување на здравствената свест на општата популација и каде што преку бројни настани и активности поврзани со пред се со стручната јавност, меѓутоа и воопшто со целокупната популација се трудиме да го унапредиме значењето на терминот здрав живот и воопшто да го унапредиме сваќањето на она што значи здравје, на она што значи правилен пристап кон сопствениот живот и на тој начин да се постигне една благосостоја, бидејќи, како што знаеме сите, доколку здравието е изгубено, се друго е второстепено. Пандемијата беше една случајна околност која што едноставно го забрза издавањето на ова дело, во кое што се срочени 50 на колумни на различни здравствени теми, значи се опфаќаат најчестите здравствени проблеми од покачен крвен притисок, покачени триглицериди, покачен холестерол, дијабет, проблеми со стомакот, до совети како да се поставиме во однос на тековни проблеми, исхрана во зимскиот период, исхрана за време на пост. Значи бројни теми кои што се обработени од фармацевски аспект и практично се со цел да читателот добие една комплетна представа и да научи како да пред се врши превенција на проблемот, доколку настане проблемот како да го препознае и во кој момент како да може да си помогне самиот на себе, а во кој момент треба да се јави на стручно лице, односно на лекар, за да понатака продолжи со терапијата. Така, тоа сето го има срочено во книгата, меѓутоа ева како што спомнав, помина некако сите празници каде сите се опуштаат и со храна. Што препорачувате вие, каков детокс на организмот е потребен после мрсна храна подолг период, или спомнавте и постење, тука има во книгата како правилно се пости или како од постна храна да преминеме на мрсна, па ева нешто околу тоа што во овој период е потребно кај граѓаните да направат за поздрав живот и посилен имунитет. Дефинитивно добар дел од нас беа изложени на оптоварување на организмот прекумерно во изминатиот период. Тоа е традиционално, не е ништо ново, нити пак ќе успееме да го стопираме со ова или било која друга емисија, меѓутоа јас сметам дека луѓето имаат право да се опуштат и да се чувствуваат комфортно, макар за време на празниците. Сепак следи еден така наречен детокс период во кој што како стручни лица ние прво советуваме, не е лошо доколку сме претерували да направиме една темелна крвна слика, да видиме дали имаме штета на нашиот организам. Може би таа штета ќе биде преточена и преку некој килограм плюс на вагата. Од друга страна, значи тоа ќе ни помогне да констатираме дали можеби сме ги нарушиле нивоата на холестерол, триглицериди, па дури и шеќери во крвта, дури можеби и некои од ензимите на црниот дроб. Сето тоа се клучни параметри за нашето здравје. Од друга страна, она што е многу важно во овој период е малку да успориме од овој ритам, дефинитивно да припазиме на нивото на конзумација на алкохолни пијалоци и на никотин, ако сме претерувале и во тој аспект, да се започне со пред се една добра хидратација на организмот, голем внес на вода, меѓутоа и на орални рехидратацијски соли кои што ќе помогнат организмот да се прочисти и да се филтрира, збогатено со соодветни витамини и минерали. Пред се дискутираме за витамин С, магнезиум, витамини од Б групата кои што ќе го забрзаат метаболизмот, јаболков оцет и така натака. Значи се тоа елементи кои што можат да ни помогнат да го зголемиме прочистувањето на нашиот организам и при тоа е многу важно
големите количини на течности на орални рехидратацијски соли и на витамини да ги внесуваме уште во раниот период. Што се вели одстанување некаде до 12 часот, тогаш моќта на детоксикација на нашиот организам е најголема и треба да ја искористиме. Тоа не значи дека после тоа прочистување или детокс што го велиме, ние можеме во понатамошниот дел денот да продолжиме да се однесуваме исто. Добро е да се искористат овие денови, ако некој има време и одмор, да отиде некаде на чист воздух, на планина, да го зголемиме нивото на движење. Знаеме дека во зимските месеци движењето е релативно ниско и со загадувањето и со студот и така натака, затоа е згодно да се реактивира, да се врати организмот во состојба на движење од таа седечка положба која што ја увежбавме добро за време на празничниот период, да ја промениме затоа што тоа ќе ни го забрза метаболизмот. Без тоа нема да бидеме во состојба да се рехабилитираме и ќе чекаме дури да дојде пролет таму некаде април месец за враќање и после ќе се жалиме што во летниот период нема да изгледаме идеално на плажа. Така да идеално тело се прави во навистина корисни совети во однос на што во твојата книга содржи се што си собрал и си напишал околу 50 колумни поврзани со здравјето. Ти благодарам за гостувањето. А секако веднаш потоа, откако тука споменавме добри здравствени совети, следува и делот наменет за здравје, магазин здравје со колегата Александар Денев.